Пратеничката од опозицијската либерал-демократска партија Роза Топузовска-Каревска ќе остане во парламентот и покрај одлуката од СДСМ и другите коалицијски партии да не ги прифатат пратеничките мандати. Таа вели дека одлуката ја донела затоа што не гледа јасна стратегија што ќе постигне опозицијскиот блок со оставките, како и дека смета дека местото на народните избраници е во собранието, каде што треба да ги застапуваат интересите на граѓаните кои ги избрале. Според информации од СДСМ, и Солза Грчева од оваа партија имала намера да не поднесе оставка. Во основните и средните училишта се објавени имињата на учениците со денот кога ќе полагат екстерно тестирање. 3 дена пред тестирањето учениците ќе бидат информирани кои 2 предмета ќе ги полагаат. Училиштата имаат обврска овие распореди пред почетокот на наставата да ги постават на видно место. Распоредите дополнети со предметот кој ќе го полагаат учениците ќе се објавува секој ден, односно 3 дена пред секое тестирање, истакна министерот за образование и наука Спиро Ристовски. Обединетата македонска дијаспора го поздравува назначувањето на Лук Симпкинс, член на Представничкиот дом на Австралија, за председавач на групата за австралиско-македонско пријателство на парламентот на Австралија. Директорот на ОМД Австралија, Ордан Андреевски, појаснува дека австралиско-македонската парламентарна група за пријателство е многу важно тело во австралискиот парламент. Симпкинс е силен поборник за Австралија да ја признае Македонија под нејзиното уставно име. Министрите за здравство на Србија, Хрватска и Република Српска договорија заедничка стратегија за борба против опасности од заразни болести кои се закануваат по поплавите и со која ќе настапат пред Европската унија и Светската здравствена организација. Министрите се договориле сите институции во регионот да се стават во функција на заедничко дејствување со цел пред институциите да не се излегува со различни ставови и барања. Во источниот украински град Донецк е прогласено примирје меѓу припадниците на проруската народна милиција и украинските безбедносни сили по неколкудневните жестоки судири за воспоставување на контрола врз областите во кои на двете страни животот го загубија над 100 лица. Бразилската полиција употребила солзевец на околу 500 домородци индијанци, кои конни вгаѓале со стрели и уште околу 500 представници на различни општествени групи, кои вчера протестираа против одржувањето на светското првенство во Бразил, осудувајќи го прекомерното трошење пари. Индијанците од сливот на Амазон носеле традиционална облека, а дел од нив вгаѓале со стрели кон полицијата. Еден од полицајците бил погоден со стрела во ногата, пошто веднаш бил одведен на операција.